Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја потврди продажбата на последниот голем државен загубар прилепскиот Еврокомпозит. Мицкоски потенцираше дека целта е да се рестартира дел од наменското производство за воената индустрија, но во иднина во Македонија да се произведувала и друга воена опрема согласно потребите на пазарот. Целта е да се обнови дел од старото производство, но и нова соодветно на потребите на пазарите и нова гама на производи. Инаку да, целта е да се рестартира, повторно ќе кажам, оваа влада се грижи за иднината на државата, економијата, граѓаните и работниците. Картелската влада е минато, поразена на неколку изборни циклуси, во опозиција и така натаму. Оваа влада има намера да ја развива државата. Инаку лани на 24 декември Еврокомпозит го купи македонско-полскиот конзорциум составен од компаниите Футура Мода Доел од Скопје и полската фирма FHR Armor Logistic. Поранешните вработени велат дека им биле одобрени само 65% од побарувањата кои што ги имаат за заостанати плати при донеси и К-15. Според нивни информации, новиот инвеститор сакал да прави дури и воени дронови. Несигурни извори, знаеме дека ќе се правеле шлемови, ќе се правеле панцири, можно е вика и дронови. Тие не се сигурни извори, меѓутоа тие што е зедоја полска конзорциум што е, сигурно има нешто, плюс тоа и околу 150 вработени најавува нови. Новите инвеститори првата рата кон доверителите од околу 1,2 милиони евра веќе ја исплатиле, а останатите 3 рати требало да ги исплатат во наредните 3 години, односно до крајот на 2028, кога полскиот инвеститор ќе стане и комплетен сопственик на Еврокомпозит.